Почитувани, неуспешните економски политики на СДСМ не може да резултираат со успех во енергетиката. Тоа се гранки кои се поврзани и зависни една од друга. СДСМ минатата година ја заврши со прогласување на енергетска криза, а почетокот на оваа година го дочека со криза во снабдување со топлинска енергија. Единствена причина за ова е неспособноста на СДСМ. Од истите луѓе во економскиот и енергетскиот сектор можеме да очекуваме исти погубни и лоши политики. Беслимовски, како прв човек на Регулаторната комисија за енергетика, уверуваше дека нема да се покачи парното, нема да се покачи цената на гасот, дека компаниите се спремни за грејната сезона. А реалноста е сосема спротивна. Парното е поскапено, цената на гасот е поскапена и компаниите работат со загуба. Додека ревносно се обидуваат да се представуваат како решение на проблемите, фактите излегуваат на површина. Се уште не се знае колку државата ќе ја чини кризната состојба на пазарот со топлинска енергија. Познато е само дека со 6 милиони евра од буџетот ќе се помогне БЕК да ги покрие високите трошоци за газ. Не се знае ниту кога точно ЕСМ ќе го преземе управувањето со БЕК. Компанијата БЕК, која испорачува топлина за најголем дел од корисниците на парното грејење во Скопје, досега и должи на централата ТЕТО скоро 3 милиони евра за испорака на топлинска енергија. Само во првите 16 дена од месецов, долгот кон ТЕТО, која освен струја произведува и топлинска енергија, е речиси 1 милион евра. Зошто владата дозволи да се прогласи кризна состојба со снабдување на топлинска енергија, кога цената на гасот како енергенс е ситуација која може да се предвиди? Зошто владата на СДСМ не успеа да обезбеди газ по ниска цена, како што тоа го направи и останатите земји од регионот и светот? Зошто владата на СДСМ го представува ова како свој успех, кога цената на гасот повторно ќе се плаќа од парите на граѓаните? Почитувани, додека просечниот граѓанин нема пари да ја помине зимата, додека високите цени во маркетите, поскапената струја за 15%, поскапеното парно за 14% го осиромашува домашниот буџет, СДСМ нуди парцијални решенија кои долгорочно со сигурност ќе имаат негативен ефект. Ви благодарам.